Добар ден, криптоентузијасти, повторно од Малта. Се јавуваме со ново видео, во кое што денес ќе направиме само генерален обзервација на маркетот и ќе видиме што се случува моментално со приближување на датумите до мерџот на Ethereum, како и апгрейдот на Cardano. Значи, иако се наоѓаме моментално пред самиот викенд, би сакал да направиме една кратка анализа да видиме што се случува моментално на пазарот и оттаму да видиме што можеме да очекуваме во текот на овој викенд, затоа што имаме некои, да речем, вести кои што се многу битни и кои што мислам дека ќе треба да ви ги доставиме. Пред да продолжам понатаму со материјалот, прво би сакал да напоменам уште еднаш, ви благодарам на оние кои што ни помогнаа со субскрипција на нашиот англиски канал. Значи, паралелно со македонскиот, ќе започнеме и англиски канал, имаше не знам дали вие знаете, но дел од нас се уствари и претходни морнари, работевме долго време на крузери и поради оваа причина имаме доста пријатели од странство кои што сакаат да го проследат истиот материјал кој што го правиме на македонски и на англиски. Поради оваа причина моментално и интересот на Малта кој што го имаме од нашите познаници и пријатели овде, направивме и втор канал, англиски канал кој што ќе работи напоредно со македонскиот. Затоа би ве замолил, доколку не е проблем за вас, значи на нашата Facebook страница оставивме линкови до нашиот Instagram, YouTube канал, како и Facebook страница за нашиот англиски канал. Со тоа што би ве замолил, доколку не е премногу за вас, да ни помогнете малку да можеме на почетокот да добиеме барем минимална количина на субскрипции, со цел да можеме понатаму да го развиеме подобро. Знаете како за овие канали за жал на почетокот е малку тешко. Затоа би ве замолил, доколку тоа не е проблем за вас, малку да ни помогнете. Тоа е единственото нешто што сега сме го прашале од вас. Ви благодарам уште еднаш однапред за тоа што би ни помогнале со нашиот англиски канал. Криптославија, мислам дека на сите ви е јасно од каде доаѓа самата комбинација. Мислевме дека е доста интересно, со цел да означиме дека повторно станува збор за славјани кои што го прават овој канал. Па, доколку знаете англиски, верувам дека би ви се допаднала исто задржината и на тој канал, нормално. Значи, да продолжиме на денешната анализа. Како што можеме да видиме, биткоин денеска е експлозивно во добар тренд. Сега ќе ви покажем и зошто. Значи, маркетите моментално се уште се затворени. Зборуваме за SPY и NDQ, односно S&P 500 индексот и Nasdaq индексот, кои што се двата основни индекси кои што ги следиме од дигиталната берза, која што е Nasdaq, како и њујоршката сток берза на акции, како што е SPY 500 или најдобрите 500 компании во Америка, кои што ни се основна воделка за тоа што се случува на традиционалните пазари, наспроти криптовалутите кои што ги следиме на нашиот канал. Со тоа што прва и најбитна причина поради која што го добивме овој моментално напредок на биткоин е падот на DXY индексот и тоа масивно, значи истиот беше 110, неверојатни, скоро 111, со тоа што моментално се наоѓа на 109 прилика и истиот падна и до 108,3 во текот на овој ден и вчерашниот, сега ќе ви кажем и зошто. Значи, ова доаѓа од моменталната вест, која што е од вчера нормално, дека ECB, односно Европската централна банка, исто како што го направи тоа ФЕД, така и Европската централна банка вторпат воведува нов рейт хайк, односно нова каматна стапка од 0,75% на еврото, со што буквално го користи истиот механизам, како што го прави тоа ФЕД, со цел да собере назад дел од еврата, кој што се во оптек во низ целиот свет, како и низ Европската унија нормално, и на тој начин колку повеќе се собираат овие евра назад во Европската централна банка, која што истата и ги издава, толку количината на евра се намалува на пазарот, како што е тоа исто и со доларот, и на тој начин еврото расте за разлика од останатите криптовалути, за разлика од останатите валути, со тоа што прво мораме да спомнеме дека 75 basic поени, практично 0,75% каматна стапка, и значи моментално мораме да го видиме дека ова е втор пат во последните 15-20 години во кои што се случува да има промена на каматната стапка, по која што практично Европската централна банка ги дава еврата на комерцијалните банки. Пред тоа не само што беше нула, туку беше и негативно, беше минус 0,5% каматната стапка, што значи дека на тој начин фактички е направена со цел да се стимулира економијата. Но со тоа што има моментално многу голема инфлација на еврото,
Значи Европската централна банка беше приморана ова да го направи и истата моментално значи дека еврото како валута ќе расте во следниот период, исто како што имавме ситуации во кои што секогаш кога добивме 0,75% rate hike за доларот, имавме не можеби веднаш, но евентуално после одреден период добивме раст на цената на доларот. Сега, битно што треба да се разбере е дека ова е прва и оваков тип прва и најголема каматна стапка која што некогаш била ставена во историјата на еврото, кој што не е толку стар нормално колку останатите валути, со тоа што се најавува и втора ваква на 27 октомври, која што исто така може да резултира со ваков тип на пат на доларот, а со тоа и да им помогне на останатите валути да се, да речем на некој начин, вратат малку нагоре во сопствената вредност, со тоа што иста многу битна работа која што мораме да земеме предвид. Ако се сеќавате, јас многу пати ви кажувам дека доларот представува, значи индексот на доларот DXY представува против вредност на доларот во спротивност со 5 други валути, оние јаки валути ни светот, со тоа што, значи, например, ово ја не сум го знаел. Делот кој што еврото го завзема во ваквата кошница на валути спротивни на доларот е 58%. Значи 58% од вредноста на доларот е мерена во спротивност со еврото, а останатите 42 во однос на останатите 4 валути кои што се во оваа кошница. Исто така имаме ситуација во Јапонија во која што банката на Јапонија моментално откупува големи количини на бонс, би биле обврзници од страна на јапонската влада со цел да го направи истото, односно да ја заобли инфлацијата и да го подобри јенот како, нели, вредноста на самиот јен. Сега, зошто е оваа вест е многу битна? Затоа што ваквиот тип на, гледате, значи кога е од другата страна на океанот, во случајот во Европа се случува слично или исто на оно што се случува во Америка, нормално, кога останатите валути ќе почнат да се движат нагоре, како во оваа ситуација, оние 5 валути во кои што се споредува доларот, значи на тој начин имаме нормално, оно што го гледаме моментално на пазарот е паѓање на вредноста на доларниот индекс. И со тоа, кога вредноста на доларскиот индекс паѓа, се оно што се мери во спротивност на долар расте. И овдека можеме тоа и да го видиме. Значи имаме повторно качување на биткоин над 20.000 границата, која што можеме да видиме е доста цврста, значи навистина се докаже дека е доста цврста, затоа што се уште цената се движи околу истата. Оно што ние уште пред месеци го кажуваме дека 20.000 е многу битен, значи психолошки левел на кој што луѓето би се задржале. И како што можеме да видиме, тоа и се случува во моментов. Сега, тоа беше битното што мораме да го објасниме зошто и од каде моментално доаѓа овој пат на доларскиот индекс, а со тоа и раст на биткоин. Со тоа што првенствено сакам да се вратиме само на доларскиот индекс за момент. Значи, ако се сеќавате, ова беше потекот на кој што меревме корекција, кој што моментално успешно направи корекција до 0,5, значи ова беше уште од моментот кога добивме претходната rate hike на 26 и 27 јули и од тоа што имаме успешна корекција која што исто така представува и bull flag, со тоа што корекцијата заврши на 0,5, дури се приближи скоро до 0,6, затоа оваа корекција можеме да избришеме, значи не ја избришеме се додека не ви покажеме дека истата е успешно, со тоа што сега веќе треба да мериме нагорна мета и да видиме каде отприлика очекуваме доларот да достигне. Значи следната мета, како што можеме да видиме, кореспондира точно со овој bull flag. Значи гледате, имаме дршка на знаме и истата дршка обратно поставена, која што представува мета точно определена со метата која што кореспондира на 161,8% од Фибоначи секвенцата доколку цената продолжи нагоре. Што значи? Овој пат моментално што го гледаме на вредноста на доларот е само моментален. И истиот, како што можеме да видиме, дополнително кореспондира и со обидот на истиот да го пробие овој канал во кој што пред тоа цената се движеше нагоре. Значи сите овие работи ни покажуваат дека навистина доларот се движи цврсто нагоре и истиот има уште многу, верувам дека има уште многу сила тоа да го направи и понатаму нагоре, со тоа што дополнително кога погледнеме market cipher гледаме дека имаме и локален топ, затоа имаме ваква масивна корекција надолу. Гледаме дека RSI е oversold, overbought, значи прекупен,
затоа и имаме движење надолу, со тоа што веќе не е, значи една вредност од 55, каде што имаме солидно, значи за движење нагоре, но гледаме дека моментално целиот моментум се движи надолу, 100 KRSI скоро па да стигнал до 0. Имаме првната моментум, односно самиот MACD представен во Market Cipher се движи надолу. Гледаме прекршување овдека на базичната и сигналната линија, како и VWAP исто така заедно со Money Flow. Ова е на дневно ниво. Но, она што сакам да ја покажеме дека ова е потек во потек. Значи, доколку видиме на неделно ниво, тоа представува буквално ништо, една свеќа. И ако видиме овдека, гледаме дека се уште имаме, значи гледате, самиот индекс моментално уште од 7 март е overbought. И истиот се уште се движи во горната граница, затоа што зборуваме за многу поголем потек, оние rate hikes понатаму помагаат на доларниот индекс да се движи нагоре. А дополнително верувам дека и многу голема пречка представува ова месечно ниво, кое што е уште од 2002 година, ако се сеќавате кога анализиравме во претходни, само сакам да ви покажам од каде потекнува. Значи во 2002 година на 2 септември е воспоставено ова месечно ниво, кое што во тој момент бил локален топ, а моментално ни представува пречка на неделно ниво за цената да се придвижи нагоре и потребно е време за истото да биде скршено и верувам дека ќе биде скршено затоа што да не заборавиме дека доколку се вратиме повторно на дневно ниво. Овдека ни се обележени следните состаноци на Fed, а следниот ќе биде на 21 септември, каде што повторно очекуваме 0,75% rate hike, кој што ќе го направат истото што моментално гледаме овде. Значи гледате, сме добиле локален топ, ќе добиеме корекција, по овој rate hike ќе го добиеме истото како што го добивме до сега 3 пати. Значи имаме корекција, нов локален топ, корекција, после воспоставувањето на 0,75, нов локален топ, корекција, нов локален топ. 3 пати поред, зошто? Значи ова е истото како што моментално објаснивме и за самото евро. Значи во моментот кога се воспоставува нова каматна стапка од 0,75, потребно е време за самиот пазар, односно комерцијалните банки да почнат да реагираат и кога истите ќе почнат да реагираат, тогаш веќе почнуваме да добиваме движење на цената нагоре, затоа и малку време е потребно пред оваа 0,75% стапка да земе ефект. Сега, затоа и ви реков, бидете предпазливи, значи ова е само моментално движење на цената нагоре, кое не верувам дека ќе трае. Значи, ако се сеќавате, веќе разговаравме дека имаме следни битни датуми кои што мораме да ги следиме, а тоа е првенствено 12 септември, на кој што ќе добиеме која е следната инфлациона стапка за месец август во Америка, која што доколку е негативна, ако се сеќавате, значи она што го разговаравме, тоа е дека од претходниот 9,1 падна на 8,5. Ако добиеме повторно паѓање, да речеме на 8, 7,9, да речеме за некој 0,5, 0,6%, тогаш веќе на вистина добиваме заоблување инфлацијата, но тоа не го менува фактот дека Федералната резерва на Америка најави дека и понатаму ќе продолжи со rate hikes додека не ја симне значи самата инфлација до нивната стапка која што е за нив, да речем, прифатлива, тоа е околу 2%. Гледате уште колку само треба да се движи надоле самиот индекс на инфлација за да дојдеме до 2%. Што значи дека во блиска иднина не можеме да очекуваме дека ќе престанат со rate hikes, а колку повеќе rate hikes, како што се 0,75% во следниот месец што се очекува, толку повеќе цената на останатите добри на пазарот и понатаму ќе паѓа, затоа што цената на доларниот индекс ќе расте. Значи тоа е многу едноставно. Сето дека имаме rate hikes, тоа е тоа што можеме да го очекуваме, затоа бидете предпазливи, значи и да имаме моментално раст, ова е само моментално, јас очекувам и понатаму да продолжиме да паѓаме, значи како што можеме да видиме растот кога ќе го земеме на неделно ниво е многу мал, че зборуваме за како што може да видите во целата оваа ситуација, гледате значи каде се наоѓаме. Значи ваков тип на раст на дневно ниво е скоро ништо. Но да не забораваме дека има уште два други двигатели кои што помагаат на криптомаркетот да дојде до овој раст, а тоа е Ethereum Merge и Cardano Vasil Hardfork, кои што дополнително во овој период од bear маркетот може да бидат двигатели за солидна корекција нагоре. Значи, освен тоа што имаме вести како што е Европската централна банка дала 0,75% rate hike со кој што се намалува вредноста на доларот, следно можеме да имаме на 12 септември
нова инфлациона стапка која што доколку се случи да биде помала, односно да падне и понатаму од 8,5 да речеме на 8, зборуваме за значителен пад, не зборуваме за 8,5 на 8,4. Тоа најчесто не менува многу на пазарот, но званичен пад или значителен пад од 0,5% надолу на инфлацијата на американското тло ќе значи и понатаму раст на цените на пазарите, значи ова е проста математика. Намалување на инфлацијата, станува збор за намалување на стравот на пазарот, колку помал страв на пазарот, толку повеќе цените се движат нагоре затоа што луѓето почнуваат да купуваат. Сега, ние се наоѓаме во таков момент каде што ние сме длабоко под претходниот топ од 69-70. Што значи дека било каде во овој сегмент да купите, вие ќе бидете во позитива, затоа што станува збор за подолу скоро од претходниот all-time high. Значи, станува збор за тој, да речам, на некој начин рейндж, во кој што во било кој момент од оваа ситуација да купите, вие нема да бидете во загуба во следниот циклус од 4 години. Нормално ова не е финансиски совет, ова е само моје мислење, што како што може да видите, значи ние навистина се наоѓаме длабоко во bear market. Значи јас ви го кажувам ова, а вие сами одлучете нели што понатаму ќе правите со ваквите информации, со тоа што значи, она што денеска треба да го утврдиме. Значи, нема да го анализираме биткоин, тоа ќе го направиме во среда, како и нели секоја среда. Денеска ќе поразговараме повеќе за Ethereum и Cardano, но сакам само да ви напоменам дека моментално цената на биткоин е директно поврзана со напредокот кој што Ethereum и Cardano ќе го направат, односно ќе помогнат на оваа алт сезона, да речеме, да добие некој напредок пред да имаме следен пат на затоа што, значи гледате како на некој начин е поставено. Имаме следен состанок значи следен состанок на Фед на 22 септември. 21-22. До тој момент ќе имаме од 10 до 15 мрч, значи уште 5 дена и 13 сати до официјалниот мрч, односно до промена на Ethereum од Proof of Work во Proof of Stake, како и Васил Хартфорд, кој што ќе биде на 22 септември. Што значи дека ова се два многу јаки фактори на два од топ 10-15 валути, кои што на вистина ќе го помрднат пазарот нагоре, што јас очекувам дека ќе биде тектонско помрднување со оглед на фактот дека посебно на Ethereum ваквиот тип на напредок е нешто што досега не било видено на пазарот. Сега. Тоа е оно што го очекувам моментално од нели пазарот во наредниот период, со тоа што за викендот, како што можеме да видиме, претходно овој мал bear flag е скоро па исподен. Значи, иако не сме стасале до официјалната мета, која што беше претходниот лоу, значи ние можеме да видиме дека формацијата на вистина се придвижила во она цел каде што сме очекувале да се придвижи. Значи, ова е уште еден показател, не знам, по милионити пат да видите како техничката анализа на вистина го прави она што е потребно за да знаете каде се наоѓате на пазарот, со тоа што многу е битно да запазите на кој временски интервал ги гледате овие индикатори, како што оваа ситуација тоа е на дневно ниво, затоа и истиот не е толку јак, но гледаме дека информацијата што толку па не била исполнета за малку. И се додека оваа свеќа не пробие над овој канал, се уште се наоѓаме во оваа bear flag формација. Значи тоа е чисто кратко за биткоин, ќе навлеземе повеќе во Ethereum, затоа што Ethereum е многу побитен во оваа ситуација. Значи прво што можеме да видиме е дека самиот Ethereum моментално на дневно ниво, како и на неделно нормално, че еве доколку се вратиме на неделно, ќе видиме и таму, се наоѓа точно на bull market support band. Последниот пат кога тоа го направи, добивме добар rejection, тоа беше негде во претходниот месец, што се надевам дека овој пат нема да биде случајот, затоа што не можеме да имаме било каков напредок на цената се додека Ethereum не успее да пробие над во случајот bull market support band или bear market resistant band. Значи тоа е фактички исто, затоа што ако се сеќавате, значи тоа веќе неколку пати го покажавме, значи исто како и биткоин, се додека биткоин не успее да надмине над bull market support band, истиот се наоѓа во bear market. И обратно. Кога истиот ќе пробие над bull market support band, затоа што таму не сме направиле видео, би сакал ова да ви го покажам. Значи не само што треба да пробие, треба и успешно да направи ретест на истиот за да се покаже дека моментално е солидна поддршка. Како што оваа ситуација имаме еден неуспешен, два неуспешни и третиот конечно е успешен, кој што го внесува биткоин во следниот bull market. Значи можеме да видиме истиот го држи таму се до па еден дури и втор топ,
ако се вратиме назад, можеме да видиме дека секој bull market започнува така, и што беше 2017, и да погледнеме што се случило во 2013 година. Че 2013 година, паѓање под bull market support бендот, имаме неуспешен ретест, тоест успешен ретест за надолу и продолжува надолу. Се додека не успеваме да добиеме успешен пробив нагоре со ретест и потоа цената почнува да се движи во следниот bull market. Исто имаме еден неуспешен, значи она е тоа што мораме да го запазиме во однос на движењето на биткоин, извинете, на етериум моментално, затоа што пробивањето на bull market support бендот е единствениот начин да добиеме солидно движење на цената нагоре, што не го очекувам за останатите валути, но за етериум е многу возможно. Со тоа што ако погледнеме наназад ќе видиме дека и етериум е следел истата оваа шема. Секогаш кога имаме пробив над bull market support бендот и негов успешен ретест во оваа ситуација овде, можеме да видиме дека влегуваме во следниот bull market, како што било во 2017 година, со тоа што моментално се наоѓаме под bull market support бендот и значи очекуваме истиот да го пробие првенствено заедно со горната граница на паѓачкиот триаголник во кој што се наоѓа оваа формација уште од самиот почеток на bear маркетот и после пробивањето на оваа формација и оваа горна граница на триаголникот можеме да шпекулираме за евентуални цени на кои што би можеле да извадиме профит. Сега, јас најдов една статија во која што луѓе, да рекој начин, шпекулираат за многу висока цена, но сакав тоа да го споредиме заедно и да видиме што можеме да направиме околу тоа. Значи, пред да продолжам понатаму со анализата, сакам да се навратам на оваа страна. Значи, како што може да видите, ethernodes.org/merge или доколку отидете на ethernodes.org, само одберете merge категоријата, значи можеме да видиме на home, ова се сите нодови, фактички нодови кои што имаат одредена количина од оној стейк етериум кој што е заклучен, со тоа што get е најголем, кој што може да е 79%, но не се секирате, моментално ќе се воведе, како што веќе најавија, значи механизам на слешинг, што значи дека било кој од овие нодови доколку проба да направи нешто нерегуларно во однос на останатите нодови го најдат тоа како грешка или како манипулација, ќе има слешинг со тоа што одреден дел од количината која што ја држи во етериум, ако не и целата, ќе биде изгорена. И на тој начин ќе се држат овие нодови, фактички големи оператори на нодови, да бидат значи одговорни за тоа што го прават. Сега, гледаме тоа што ствари број на нодови кои што ги има моментално во еден од овие големи практично базени, со тоа што, значи ова е само да ви покажам како изгледаат самите, додека доколку се придвижиме на merge, овдека ни покажува точно, значи затоа ви ја покажав оваа. Значи ни ја покажува точно уште колку време е потребно до официјално преминување на Proof of Work у Proof of Stake. Со тоа што Proof of Work машините веќе не работат, значи ако се сеќавате, тоа го објаснив во претходното видео, од Bellatrix на 5 септември официјално difficulty bomb беше фрлен и оние машини кои што претходно работеа Proof of Work веќе не можат да работат на Ethereum мрежата, затоа што последните неколку дена, во случајот во оваа ситуација од прилика 10 до 15 дена, се прави промена на мрежата од Proof of Work, Proof of Stake и ова е уствари припремата која што, гледате, значи може да видиме уште колку нодовите треба да бидат спремни пред истата да биде званично направена, значи има 84%. Претходниот пат кога направивме видео пред 4 дена беа 75%, сега 84% од нодовите се подготвени за да биде направена промената, остануваат уште 15,7%. Овдека можеме да видиме и во однос на овие големи пулови, кој од нив колку е уствари подготвен, нели, нормално, тоа е чисто за доколку сакате да следите детално, но да не забораваме дека можна е by the rumor sell the news ситуација во која што повеќето од нас веруваат дека тоа ќе се случи и на тој начин ќе добиеме повторно скалило надолу во следниот чекор на bear маркетот, а и во потенцијалното дно, затоа што иако сите овие кои што имаат заклучено етериум во нодови нема да може да го извадат и продадат, дури една година после мржот ќе има нов апгрейд кој што ќе се вика Шангај апгрейд, во кој што истите ќе им биде дозволено на транши само во одредени количини да ги вадат да го вадат етериумот и да го ставаат на пазарот за продажба, за тој начин да не се направи преплавување и да не се направи голем дамп на етериум, затоа што тоа е, верувајте ми, многу можно, посебно кога станува збор за ваков тип на вест, но
ова е оно што сакам да ви покажам во однос тоа уште колку време има до официјално преминување на Proof of Work Proof of Stake, со тоа што, значи, ова не значи дека во овој момент ќе падне цената, што не може никој да го предвиди, но голема веројатноста дека во моментот кога ќе заврши, фактички кога ќе биде официјално направено, голем дел од луѓето кои што го имаат Етериумот ќе го продадат на пазарот затоа што ќе биде буквално buy the rumor sell the news ситуација во која што, значи, она што веќе го знаеме со месеци и сме купиле во овој дел овде, ќе го продадеме кога цената ќе се придвижи нагоре, затоа што ова е премногу голем евент и верувам дека во наредните неколку денови многу ќе порасне цената на Етериум, но останува да видиме. Со тоа што цената се уште мора да пробие, како што рековме, над bull market support бендот и горната страна на триаголникот пред да разговараме за било каков тип на пробив нагоре. Со тоа што проста техничка анализа од претходниот локал топ, односно локален врв до локалното дно, доколку поставиме Фибоначи секвенца, гледаме дека за самата цена да се врати нагоре, дури, да речеме, ги имаме оние левели во кои што очекуваме, например, дека цената би можела да биде достигната во следниот период. Значи, во Фибоначи секвенцата на ова враќање нагоре имаме на Golden Ratio 61,8 да се врати до негде 2500-2600, потоа 78,6%, односно 0,786 левелот, кој што е последниот пред истата да се врати до самиот претходен врв, кој што е негде околу 3000, значи кажете колку точно кореспондира со 3000 вредноста, како и 100%, односно се врати до претходниот локален топ, кој што е негде околу 3500 до 3600. Значи, ова се реално целите кои што јас ги очекувам цената на Етериум да ги достигне. Со тоа што да не забораваме дека ваквиот евент не може да се предвиди колку ќе биде голем и да напоменам уште еднаш, главниот профит за Етериум нема да биде направен сега, туку ќе биде направен во следниот bull market, каде што од сега па натаму, значи имаме triple halving на supply-от, односно на Етериумот кој што е произведен на годишно ниво, со тоа што претходно е произведен околу 4,6 милиони на годишно ниво, а сега ќе биде произведен само 600,000 Етериуми на годишно ниво. Со ваквиот тип на triple halving, односно три пати помалку фактички производство на Етериум, за една година од сега, кога ќе навлеземе веќе во оној период пред самиот халвинг на биткоин, ќе имаме сериозен недостаток на Етериум на пазарот, што ќе ги направи цената да вистина да експлодира. Значи, јас верувам дека оваквиот евент ќе има многу поголемо дејство во иднина, за разлика од сега, но тоа не го менува фактот дека моментално, значи, ваквиот тип на евент мораме да го гледаме долготрајно. Краткотрајно можеме да добиеме профит, она што моментално го очекувам е затоа што нашето портфолио, она што е внесено во крипто, е околу 40 до 42% во Етериум и очекуваме да учествуваме во овој дампинг значи момент, за жал. Значи ние не сме трговци, но ова е едноставно шанса која што е глупаво да се пропушти, со тоа што ние купивме во овој сегмент овдека негде околу 1,7 и очекуваме истиот да го продадеме кога ќе достигнеме овие значи левели нагоре, со тоа што ќе направиме видеа како го продаваме. Значи ова е на некој начин мини верзија на DCA, каде што мораме, значи, постепено да вадиме дел од она што сме го купиле, со цел да го задржиме нашиот профит за следната нога надолу, затоа што знаеме дека ќе има, да се вратиме повторно на DXY индексот и наредните значи 0,75% каматни стапки кои што ќе бидат ставени. Значи мораме да го земеме тоа предвид и гледаме дека оваа зима ќе биде страшна, посебно со недостатокот на енергија и слично, и затоа ќе биде добро искуство за вас да видите како например може да се направи постепено оддавање на оно што сме го купиле во профит, со цел кога ќе го направиме овој профит и следна, да речем, зима која што навистина ќе биде голем проблем за целиот свет и цената повторно ќе падне надолу, тоа го очекуваме, значи наскоро, да купиме уште поголема количина со оној профит кој што сме го направиле во следниот период. Сега, сакам да ви покажам еден, да речем, ова е некој од аналитичарите кои што имаат друга идеја, кој што очекува 4800 да биде највисокиот степен кој што ќе го достигне цената на Етериум. Значи ние не би ризикувале толку затоа што, како што кажавме, тргувањето не е првенствено, но
Доколку се вратиме на основната техничка анализа и видиме каде моментално се наоѓа 4800, значи 4800 кореспондира со претходниот врв кој што го достигне Ethereum во претходниот булран во 2021 година во ноември. Со тоа што, значи, ваквиот трейдер очекува дека цената ќе се врати до претходниот топ. Значи, за да видиме, значи, генерално како тоа прилика би изгледало, он го зема целиот овој бран, значи уште во претходниот топ, како една голема Фибоначи секвенца и очекува цената да се врати до претходниот all-time high, со тоа што доколку ја погледнеме, чисто за да видиме како изгледа самата анализа, значи самата секвенца навистина одговара. Зошто? Ако можеме да видиме 38,2, односно 0,382, првиот најак левел на Фибоначи, кореспондира со овие локални дна, кои што се од на некој начин, тоа е зимата во 2022 година, само веднаш после падот од all-time high-от. Значи, следниот 0,5% исто така кореспондира со, да речем, ова ниво во кое што имаме акумулација во тој период. 0,678 кореспондира со претходниот локален топ, 0,786 кореспондира со претходниот дабл топ кој што сме го имале во пред да добиеме all-time high од 4900 и значи на тој начин гледаме дека на вистина има логика да се очекува, но повторно. Јас не би одел до таму, јас на вистина би бил скромен и би очекувал да ги добием прво овие три, а доколку успееме да ги добиеме тие три, ќе оставиме одредена количина на етериумот кој што го имаме, со цел да видиме дали истиот може да достигне уште повисока цена. Значи, затоа ми е поставено ова горе, затоа што ова уствари представува првата мета после пробивањето на претходниот локален топ, која што ни е определена од овој момент на Фибоначи од претходниот локален топ. Но, нели, добро е да се сонува, добро е да се има предвид, но мораме да бидеме реални, затоа и јас повторно ќе кажам дека моментално економските, да речам, економската ситуација во светот не покажува време за нов булран и ваков тип на движење на цената на Ethereum буквално е надвор од сите можни статистики што, да речем, би можело да се превземат сега со оглед на фактот дека се оди надолу. Затоа и нема да брзам, значи убаво е да се види, но повторно нема да брзаме и нема да повикуваме на ваков тип на цени се додека не видиме дека навистина цената се движи нагоре. Значи затоа ви кажав дека во овој момент доколку го правите истото што го правиме и ние. Јас би препорачал да правите DCA, односно доколку сте купиле овде и сте акумулирале, значи земајте профит како ќе се движиме нагоре по овие левели на Фибоначи, со цел да го минимизирате ризикот да добиете нагол пат и бидете предпазливи, затоа што колку повеќе се придвижуваме до актуелниот мрџ, односно моментот кога ќе настане овој тајмер, значи толку повеќе ќе биде голема веројатност дека ќе добиете дамп. Значи, земајте го ова предвид и земајте вашата анализа, направете собствена анализа и придржувајте се до истата. Ние ќе правиме апдети колку што можеме повеќе, но идејата е секој од вас да направи собствена стратегија и собствен начин на некој начин профитирање од оваа голема вест. Сега, дополнително што би сакал да анализираме е нешто што не сме го направиле некое време, а тоа е Ethereum Bitcoin чартот, во кој што моментално имаме солиден пат, затоа што моментално Bitcoin е во огромен напредок, значи 8,7%, и гледаме дека и самиот чарт ни покажува дека ќе имаме пат, односно во оваа ситуација гледаме колку Етериума се содржат во еден биткоин. Значи моментално цената на Етериум е 0,08 од еден биткоин. Сега, значи во оваа ситуација, значи каде што моментално го гледаме анализата која што е направил овој, како и да се викаше, значи чисто ја земам затоа што е интересна и има некои работи кои што навистина одговараат на оно што е возможно. Значи одека имаме Криптокалево, се нарекува човекот кој што го ја направил оваа анализа. Значи 0.15 BTC повикува на овој чарт со цел да дојде Ethereum до таа цена, со тоа што 0.15, доколку значи ќе се сетиме на неделно ниво, за да може полесно да анализираме. Значи 0.15 е претходниот all-time high кој што некогаш успеал да го достигне Ethereum, значи дека тој повикува дека цената на Ethereum ќе достигне нов all-time high во споредба со
биткоин, но за да разговараме за било што од ова, значи јас за тоа го сменив на неделно ниво, зашто на дневно ниво имаме корекција која што може да потрае неколку денови во однос на како се движи цената на биткоин. Значи мораме да го забележиме овој момент, затоа што моментално, како што можеме да видиме од претходната наша анализа, доколку сте следиле, значи ова поле представува голем отпор, кој што уште од 2018 година никогаш не сме успеале да го скршиме. Значи гледате колку пати цената на Етериум се обидела да го скрши ова поле, кое што не успеала дури да се задржи внатре, а не да го скрши, кое што јас верувам дека овој пат ќе биде скршено со оглед на фактот дека имаме големи, значи не фундаментални, туку пумпаментални на некој начин фактори кои што на вистина ќе ја бутнат цената барем над 0,1, кој што јас верувам дека е на вистина достижно, а 0,1 тоа значи 10% од цената на биткоин, што во оваа ситуација 21.000, значи ќе биде 2100. Значи, ова е генерално како прилика тоа се гледа, значи 2100 овдека би било кога цената ќе успее да пробие до горната граница на ова поле, што јас верувам дека и ако имаме движење нагоре, ќе биде од типот на памп и потоа дамп. Значи, јас максимално што очекувам е овој локален топ од 0,12, тоа е значи мојата анализа, затоа што, значи, чисто да го покажеме тоа од каде. Значи, доколку го земеме, гледаме дека ова моментално е движење надолу, значи ова е повторно bear flag. Со тоа што ова е последниот потек од кој што можеме да гледаме Фибоначи секвенца и да видиме затоа што истиот моментално, значи ова е крајот на bear, затоа што гледаме дека од овој момент сме имале паѓање надолу, во моментот кога имаме пробивање на претходниот локален топ и успешен тест и повторно движење нагоре, во тој момент имаме промена на трендот, односно во оваа ситуација Етериумот се движи обратно од биткоинот и се обидува да достигне поголема цена во спротивност на биткоинот, со тоа што, значи, овој бул тренд кој што го имаме, доколку го испоредиме, гледате, значи ова е тоа што ви го кажувам. Значи имаме прв левел на 161,8%, кој што е негде оприлика околу 0,094, да земеме 0,1, оприлика, значи 0,094, ако не се 2100, ќе биде 2000. Значи, оприлика, толку би достигнал моментално Етериумот, со тоа што следно би било 0,12, односно 12% од цената на биткоин, кој што кореспондира со 261,8 од овој потек на движење на не е цената, туку индексот нагоре. Значи, ова е основна анализа, значи нема да навлегуваме во детална техничка анализа, се додека не видиме како ќе се движи цената во наредните денови, посебно овој викенд, за од понеделник да направиме детална анализа и да видиме што можеме да очекуваме и каде очекуваме да продадеме. Со тоа што многу е битно да погледнеме што се случува и на самиот Market Cipher, значи гледаме дека се е нагоре. На неделно ниво имаме движење на MACD, односно пренот на моментум нагоре, со базичната и сигналната линија доста раздалечени. Гледаме дека иако е oversold на 63, значи на официјалната алатка, oversold не е од 60, туку е од 70, значи имаме уште добри 7 поени и повеќе за движење нагоре. Имаме заобдување на VWAP, што е многу добро, и дополнително многу битен момент што имаме на неделно ниво е позитивен инфлоу на пари во Етериум, што е многу битен знак. И во истата ситуација нормално гледаме дека имаме заобдување и на сток RSI, што не е толку битен во оваа ситуација, но гледаме дека на вистина има техничка анализа покажува дека има простор за движење нагоре, со тоа што пак ќе кажам. Пумпаментална анализа покажува дека кога ќе се случи ова, затоа што ќе имаме голема фама и луѓето на вистина ќе сакаат нели да влезат, затоа што е неизбежно да се добие профит, ќе има огромен профит, верувам барем на кратко ниво, затоа што ја верувам дека никој не може да се пофали дека направил толку голем профит како што оваа ситуација е. Чисто да измериме, да видите досега оние кои што купиле кога беше да не купиле најниската вредност, дека купиле овде. Значи од сега па до моментот каде што се наоѓаме се во 62% профит. А биле и многу повеќе во претходниот врв. Но нормално и ние не продававме затоа што нема логика да продадеме со многу мал профит, кога гледаме дека навистина ќе има потенцијал за нешто многу поголемо. Со тоа што не заборавајте дека не секогаш биткоин, некогаш и алткоините може да предизвикаат bull run, не маркет, туку bull run, кој што може да трае и до месец до два, дури и да се наоѓаме на среде bear market. Не заборавајте дека ова е само корекција, значи тоа е многу битно.
Сега, следно што би сакал да поразговараме, значи чисто ова ќе го вратиме на биткоин, каде што и беше. Следно за кое што сакам да поразговараме е Cardano, кој што е еден од нашите омилени проекти, како што знаете и сами. Многу пати сме говореле зошто, но битно оваа ситуација што треба да покажеме е значи што моментално се случува во однос на Cardano. Значи неколку работи кои што ги најдов во една статија, кои што се доста битни. Значи знаете и сами колку би бил голем притисокот кога вие сте лицето на самиот Cardano проект. Нормално дека притисокот е огромен кога станува збор за ваков тип на надградба, како што е Vasil Hardforkот. Значи може да најдете кај нас на каналот, претходно објаснивме се за Vasil Hardforkot, има објавено видео кое што е исклучиво направено за Vasil Hardforkot и што исто да представува. Доколку сакате, погледнете го. Значи таму ќе може да најдете се во однос на Vasil Hardforkot. Денес ќе разговараме исклучиво во однос на неговото реализирање, тоа е 22 септември, со тоа што ние, значи за разлика од Ethereum кој што ќе има многу голема фама, не очекуваме толку многу да има на некој начин ќе има pump and dump како и сите нормално, со тоа што ние не очекуваме ништо од ADA да продадеме, затоа што најголемиот дел од ADA токените кај нас се заклучени во проекти во кои што моментално добиваме стейкинг од оние проекти кои што се развиваат на ADA екосистемот. Сега, интересното во целаа ситуација е што до 22 септември, значи не е лоша идеја да го обележиме тоа, но пак нема да направиме некоја голема промена, со тоа што цената на ADA се наоѓа во овој акумулационен квадрат во кој што очекувавме дека истата ќе се наоѓа. Веруваме дека и да имаме напредок нема да биде ништо повеќе од 0,7, евентуално 1, со оглед на фактот дека и Ethereum ќе предвижи цената на сите алткоини, значи затоа и очекуваме дека ќе има напредок и самата ADA, но тоа е само уште една корекција пред повторен пат. Значи очекувајте напредок на сите криптовалути во следниот период, посебно доколку и се случи она што го кажавме дека на следниот 12 септември, тоа е за 3 дена, во понеделник, ќе добиеме позитивна инфлациона стапка, односно дека ќе имаме пад од 0,5%, тоаш очекувајте дека се ќе оди нагоре. Значи тоа да ви биде јасно, со тоа што ваквата корекција пак ќе кажам, значи замислете, имате корекција над bull market support бендот на кој што моментално се наоѓаме. Верувам дека и да имаме, нема да биде успешно со ретестот, затоа што ако направиме успешен ретест, тоа на некој начин би значило следен bull market, што е невозможно се додека не дојдеме до самиот халвинг, кој што е на 6 мај 2024 година, или една година пред истиот, кој што е на оприлика мај 2023 година. Од тој момент очекувам дека ќе се движиме само нагоре. Од тогаш пазарот е непредвидлив, можеме да добиеме некои мали предвижување нагоре и надоле, но генерално не очекувам никакво масивно предвижување нагоре пред една година пред халвингот, а тоа е мај 2023 година, затоа доколку добиеме нешто одека, ние ќе го буквално прескокнеме, нема да продаваме ништо, затоа што нас ние ADA е една од оние валути кои што постојано ги акумулираме, така да профитот кој што планираме да го направиме од Ethereum, понатаму ќе го распределиме како на Ethereum, така на ADA, така на Ripple и на останатите, кога ќе добиеме следна нога надолу, а веруваме дека тоа ќе се случи, ќе повторам, затоа што имаме rate hikes кои што ќе продолжат и во наредната година, иако се уште не се најавени. До крајот на оваа година имаме уште 2, ако не и 3 состанока, за кои што нормално ќе известиме, но во меѓувреме ќе напоменем уште еднаш. Сите овие валути кои што ќе одат нагоре, имајте во предвид дека тоа ќе биде краткотрајно и верувам дека наредното зимо, ова што доаѓа да речем од овој септември па натаму, ќе биде тешко на економијата, а таа тежина ќе се одрази со ниски цени кои што ќе бидат многу позитивни за нас, со цел да акумулираме што поголеми вреки за наредниот bull market во 2024 година. Уште една многу битна работа која што ја заклучив од оваа статија, значи ако се може да приметите дека поголемиот дел од криптовалутите почнуваат да користат таков тип на механизам за горење, кој што фактички помага да се намали supply-от, односно количината на токени на пазарот и на тој начин да се намали неговата инфлација, како и да се зголеми неговата вредност. Со тоа што значи морам да напоменам дека ова е многу битно за сите оние кои што имаат ADA. Значи Hoskins најавил дека нема никогаш да има механизам за горење на ADA токени. Истиот тоа буквално го нарекува крадење, затоа што фактички механизмот за горење на ADA токени е директно на луѓето кои што ги поседуваат. Значи самиот burning механизам представува одземање на дел од транзакцијата која што вие ја правите и значи давате дел за оној кој што ја, значи за нодот кој што ја запишува, додека останат од вториот дел од транзакцијата се гори, практично едноставно се праќа на непостоечка
wallet адреса и на тој начин никогаш веќе не се враќа во циркулација. Со тоа што самиот Хоскинс кажува дека нели тоа е кражба и дека на тој начин практично имате фактички ги зимате токените од луѓето кои што ги купиле. Сега, битното што морам да го запазам од целата ситуација што е, значи мораме да видиме дали ова навистина одговара на долготрајно чување на токен. Значи зошто Хоскинс го кажува ова? Вели дека 45 милиони е максимум што некогаш ќе бидат произведени токени ADA, со тоа што, значи, поголемиот дел од токените кои што моментално се за циркулација, не поголемиот, скоро сите се фактички во рацете на вистински, значи, ритейл лица. Значи не зборуваме за китови, не зборуваме за манипулирање, значи зборуваме за најдецентрализираниот блокчейн на оваа планета. Со тоа што, оно што сакам да ви го покажам е дека моментално имаме скоро 34 милиони токени во, само да видам дали бе, да, 34 милиони токени во циркулација. Значи имаме уште 9 милиони кои што треба да бидат пуштени во циркулација во текот на наредните години, кои што отвари се награда за нодовите кои што ги запишуваат транзакциите. Значи тоа е фактички награда од самиот алгоритам на ADA. Сега, значи кога ќе видиме дека веќе 34 се пуштени во оптек од 45, можеме да видиме дека поголемиот дел од токените, односно да речеме 75 до 80% од токените кои што некогаш ќе бидат произведени се веќе во циркулација. Што значи дека имаме уште колку е 20-25% оприлика од токените кои што треба да бидат пуштени во циркулација. Значи дека нема толку многу токени кои што би можеле ние да речеме дека бескрајно ќе се произведуваат како што е ситуацијата во Ethereum. Значи Ethereum постојано ќе се произведува со тоа што сега се намалува производството, а се зголемува burning-от за цел да се намали инфлацијата. Додека во оваа ситуација имаме тотална 45 милиони количина на токени и тука завршува. Што значи дека имаме само уште 9 милиони кои што може да бидат произведени, што доколку гледаме затоа што нема да бидат произведени веднаш, и тоа треба време за овие нодови да ги добијат како награда, значи гледаме за голем временски период пред нас, со тоа што овие 34, значи на некој начин веќе се огромна сума и цената е минимум што може да достигне. Значи тоа што сакам да кажам е дека поголемиот од токените веќе се пуштени во оптек и цената не може, значи, да падне доколку да речем не ги пуштат сега овие 9 наеднаш. Така, со тоа што овие 9 ќе бидат пуштени со години во иднина, тоа значи дека оваа цена само ќе расте. Значи ова е максимум што може да дојде во длабочина со цел моментално сме во bear market. Но понатаму оваа мала разлика помеѓу токените кои што се пуштени во оптек и токените кои што максимално ќе бидат произведени, само повеќе и повеќе ќе зголемува цената на Cardano со оглед на фактот дека нема уште толку многу Cardano токени за производство. Че она е едно од оние работи кои што сакам да ги покажам дека некогаш може и поинеку да се реши овој проблем со burning, како што тоа го направила ADA, со ставање на максимален кап на бројот на токени кои што ќе бидат произведени. И на тој начин фактички нема потреба burn, затоа што burn најчесто го прават проекти кои што нема максимален кап, кои што постојано се произведуваат со цел да се избришат дел од токените и да не биде. На тој начин се решава проблемот со burning, кој што одредени криптовалути како што е ADA во ситуација го решиле со правење на кап на максималната количина на токени кои што некогаш ќе биде произведен. Значи, ова е уште една работа само зашто навистина веруваме во иднината на овој проект. Сега, генерално со ова ќе завршиме за денес. Значи, ова е само моментална кратка анализа на тоа што се случува на пазарот, со тоа што како што можеме да видиме, навистина влегуваме во овој период кој што очекуваме да биде навистина експлозивен за Ethereum претежно, со тоа што на 4 часа гледаме дека цената веќе е во самиот bull market support band. Значи ова е bull market support band-от, чисто пред да завршиме само уште едно да ви покажам како изгледа. Значи ево прилика овде е цената. Значи како што можеме да видиме, сега за жал моите цртачки способности не се толку добри, но гледаме дека продолжувањето на линијата овде ни покажува дека на 4 часа веќе сме влезени во самиот bull market support band, со тоа што значи истиот мора да пробие над него и над горната граница. Значи на 4 часа го покажа чисто да видите што се случува моментално, цената на Ethereum буквално експлодира. Значи гледаме дека сите работи ни покажуваат дека ќе се движиме нагоре, со тоа што дури сме веќе oversold, но не, доколку се вратиме наназад, тоа е само на 4 часа. На дневно ниво, на неделно ниво се уште имаме многу голем
простор за напредок, гледаме. Значи буквално се наоѓаме на средината на Bull Market Support бендот, не заборавајте дека и овде се наоѓавме и предупредив дека пробивање на Bull Market Support бендот е многу тежок подвиг, затоа и се вративме од овој канал надолу. Сега останува да видиме што ќе се случи понатаму. Благодарам уште еднаш што следевте нашата емисија. Се надевам дека ви се допадна оваа содржина како и се останато. Нормално во следниот период ќе работиме повторно на нашиот проект на крипто категории во кој што може да инвестирате на наредниот bull market нормално. Со тоа што ќе го правиме тоа напоредно, значи крипто категориите е моментално на голем проект кој што го обработуваме во криптоедукацијата, додека во исто време се обидуваме да известуваме за сите битни вести кои што се наоѓаат моментално во крипто категоријата. Значи генерално да не испуштиме ниту една вест која што е битна за вас и на тој начин да бидете целосно информирани за тоа што се случува во криптосветот. Уште еднаш би ве замолил, доколку не е проблем за вас, да ни помогнете малку со нашиот англиски канал. Значи се што бараме е да направите обична субскрипција на нашиот канал, значи на новиот канал Криптославија, како што се и Instagram профилот и Facebook страната. Исто така Криптославија може да ги најдете на нашата Facebook страна на CryptoGameidea, каде би можеле да ни помогнете со еден subscribe, значи би било единственото нешто што го бараме од вас со цел да можеме да започнеме со работа таму, да имаме некоја основна бројка на гледачи пред да почнеме да го градиме и тој канал. Се надевам дека тоа не е премногу да го прашам од вас. Навистина ви благодарам уште еднаш за целата поддршка, како што рековме и досега. Се додека имаме интерес од ваша страна, ќе продолжиме да работиме и понатаму и уште еднаш ви благодарам за тоа што изгледате нашите видеа. Се гледаме во наредното видео. Поздрав од тимот на CryptoGameidea.